Инспекторите во вонредниот надзор на училиштето 7 март во селото Челопек утврдија одговорност кај едно од наставничките за организирањето на приредбата на Денот на албанското знаме, на која се појавија ученици облечени во униформи на УЧК со пластично оружје. Сега од директорот на училиштето и од градоначалникот на општина Брвеница се бара да постапат по закон. За Ѓорги Илиевски, долгогодишен просветен инспектор, сега во пензија, ваквата ситуација е апсурдна, бидејќи наивно е да се стави целата одговорност само врз наставничката, бидејќи оваа приредба не се подготвувала изолирано, туку веројатно подолго време. Имало проби, па и генерална проба, на која најверојатно присуствувал и директорот. Илиевски предпоставува дека за наставничката ќе биде поведена дисциплинска постапка, која што ќе резултира со опомена да не се повтори делото. Ваквата мала реакција на институциите, на јавноста и праќа порака дека вакви настани кои потпалуваат националистички страсти поминуваат без посериозна одговорност. Но она што во случајот има поголема тежина е тоа што се случува во училишта, бидејќи вакви прослави имало и во училишта во Тетово, Чаир и Струга. Во даденава ситуација одговорноста е тука да веднаш да се разреши директорот на тие училишта, да се повика училишниот одбор за разгледување и разрешување. Ако тоа не се испочитува, тогаш надлежност е на Министерството за образование и наука да им го одземе ингеренциите на тие училишта и да си постави согласно законот, значи свое раководство. Но јас имам една забелешка. Зошто министерката заедно со заменикот министер за образование не отидат во тие места каде што имаше проблеми? Не може министерката да се наоѓа во Штип или на друго место и од таму сега да се чека извештаите на инспекторите. И народниот правобранител отвори предмет за овој случај по сопствена иницијатива, бидејќи смета дека улогата на образовните институции и на општеството воопшто е за правилно воспитување на децата, нивно едуцирање за почитување на демократските вредности, мирот, слободата и правата на другите. Во училиштата сите овие вредности мора правилно да се формираат и пренесат на децата. Треба да се внимава и на содржината на представите кои ги организираат, начинот на кој истите се изведуваат, од причина што може негативно да влијаат на развојот и однесувањето на децата, со оглед на пораката која може да се испрати со вакви представи, не само до учениците од конкретното училиште, туку и до децата општо, без оглед дали во нив се образуваат припадници од само една или различни етнички заедници. Ова е последица од активностите на терен, кои на еден или на друг начин ги раздвижија внатрешно политичките состојби во Македонија. Смета Павле Трајанов, кој е национален координатор за спречување насилен екстремизам и борба против тероризам. Ово укажува дека партиите делуваат подземно. Едно зборуваат во јавноста, друго прават. Овие се радикални активности кои што се во функција на дестабилизација на државата, но се надам дека преку политичките партии, преку сите други надлежни субјекти, невладениот сектор, верски заедници, клучно е образовниот процес, како ќе се постави, клучно е семејството, но клучно е кој е носител на овие активности, кој ги иницира, кој ги организира и треба да се види да не се става ништо под тепик, но да се раштат сите овие работи. И додека надлежните ги расчистуваат работите во Челопек, во основното училиште Свети Кирил и Методи во Скопски центар, ученици од 4-5 етнички заедници, припадници на различна вероисповест, без никакви проблеми го завршуваат првото полугодие од оваа учебна година. Наставата се одвива на македонски јазик, а за да имаат децата пошироки хоризонти, се организираат работилници со училишта со албански наставен јазик. Директорката Сонја Кирковска вели дека отворено разговараат за различностите, за да се прифатат и да се негуваат. Родителите кои ги запишуваат нашите деца знаат дека во училиште учат ученици од различни етнички заедници и можам да кажам дека многу позитивно го прифаќаат родителите тоа. И кога родителите го прифаќаат позитивно тоа, кога децата растат без предрасуди, едноставно ние имаме добро тло за да немаме понатака проблеми. Значи, ја можам да ви кажам искрено дека од нашево училиште можат многу политичари да учат како функционира мултиетничката интеграција во образованието и во општеството. Но наместо да учат од нив, возрастните не ја земаат предвид нивната ранливост и ги инволвираат во настани несоодветни за нивната возраст.
Со внимание треба да се пристапува кон реализирање на настани и воннаставни активности, да се гради меѓукултурализам и меѓуетничка интеграција. Настани кои подгреваат тензии, имало и ке има. Важно е државата да има капацитет да ги решава, но и да действува превентивно. Бирото за развој на образованието се зачаурило на едно место, а не отишло да ги согледа сите проблеми кои што ги има, кои што ги прави наставните планови програми, седи, кога државниот просветен инспекторат делува селективно во дадена ситуација и таму кај што ќе има пожар, и во дадената ситуација да, ќе преземе нешто, но политиката, која што длабоко е навлезена во образованието, ги спречува сите овие работи. Македонија е потписник на Конвенцијата за правата на детето, според која децата не смеат да бидат подложни на политичка инструментализација и да се милитаризираат. Има кршење на повеќе членови од Законот за основното образование. Со членот 9 се забранува партиско и верско организирање и дејствување во основното училиште, а со членот 46 се обврзува на унапредување на мултикултурализмот и меѓуетничка интеграција.